Добро вечер и од мене. Ке ми дозволите и јас да изразам сочувство до прерано згаснатиот човечки живот, за сериозноста на овој вирус и лично и ние како семејство го почувствувавме и го чувствуваме се уште на наша кожа, бидејќи еве веќе 10 дена. Исто така мојот родител, мојата мајка е инфицирана и некако се бориме да го совладаме. Убеден сум дека ќе биде позитивно, но за жал, еве вашиот сограѓанин не успеа во таа битка и затоа ќе ми дозволите и од моје име да изразам сочувство и до неговото семејство, но и до сите оние прерано згаснати човечки животи кои што како резултат на оваа пандемија не се повеќе со нас. Мислев многу да зборувам, но некако поради амбиентот во кој што денеска оваа вечер се наоѓаме, ќе се обидам да видам што е можно пократок и да не зборувам за она кое што можеа да го направат, а не го направија, бидејќи некако амбиентот не е за критика. Амбиентот е за надеж, амбиентот е за верба во иднина, амбиентот е за стратегија и амбиентот е за обнова. За тоа ќе зборувам ова вечер. Одлучив само за тоа да зборувам и да зборувам за проектот обнова. Тие нека останат заглавени во нивното политичко мучуриште, во нивната неправда, во нивните лаги, а јас ќе зборувам за она кое што ние планираме да направиме во проектот наречен обнова. Најпрвен би сакал да се заблагодарам до сите оние кои што изминале денови, месеци, години и во организацијата, но и во партијата ВМРО. Да се заблагодарам на ветераните, да се заблагодарам на членовите, на симпатизерите на ВМРО ДПМН ОДК во Ресен, да се заблагодарам на оние кои што својата младост ја поминале во Унијата на млади сили, на членките на Унијата на жени, за секој еден атом потрошен, за да можеме ние да стоиме пред ова и да кажеме дека сме горди што сме дел од најголемата и најорганизираната политичка сила во Македонија. Имате мојата најголема благодарност и мојот поклон за сето она што го правевте и за Македонија, но и за ВМРО, но и за ВМРО ДПМН. Во проектот обнова, почитувани ресенчани, има многу проекти, има многу политики, има многу мерки кои што многу внимателно заедно со експертите кои што се дел од структурите на партијата, кои што се дел од партиските комисии, но и експерти кои што не се партиски определени, а сакаат да додадат вредност во процесот на изготвување на програмата, вклучително и меѓународни експерти, ги редевме и ја креиравме оваа програма наречена Проект обнова. 360 страници, проект обнова, со преку 1000 проекти, 1000 политики, 1000 мерки и за секого буквално има по нешто. Буквално со секого може да се пронајде во секоја реченица, во секој пасус, во секоја глава, доколку внимателно се гледа и се прочита програмата со која што ВМРО ДПМН и Победничката коалиција за обнова Македонија настапува пред граѓаните. Се водевме од она што е најважно и што живо значи, а тоа е економијата. Ке ме прашате зошто токму економијата? Затоа што најпрвен треба економски да си обновиме Македонија, да ги направиме горди и богати нашите сограѓани, а потоа да ја обновиме Македонија во секој поглед. И затоа, како главна мерка со која што настапуваме на овие избори, а многумина ја толкуваат нашата програма како реална и остварлива, е зголемување на просечната плата за најмалку 25% во еден мандат. Повеќе од 6000 денари. Се сеќавате на оние нивни ветени, а неостварени 30.000 денари. Ние се обврзуваме дека во еден мандат најмалку ќе ја зголемиме просечната плата на нашите сограѓани за 25%. Се обврзуваме исто така дека ќе ја зголемиме пензијата за најмалку 20% за нашите сограѓани во еден мандат. Повторувам, за најмалку 20% ќе го вратиме стариот закон кој што оваа влада го укина.
Истовремено се обврзуваме на реконструкција на најмалку 1000 километри локални и регионални патни правци. На најмалку 1000, повторувам. Се обврзуваме исто така да обезбедиме реновирање на фасадите на нашите сограѓани, со што ќе ја заштитиме животната средина, бидејќи знаете оние кои што велат дека можеме, а можеа да го исполнат ветувањето дека ќе донесе чист воздух, а не да соборуваме рекорди денеска во светот како најзагадена држава. Затоа ние се обврзуваме дека ќе обезбедиме финансирање и поддршка на нашите сограѓани за реконструкција на фасадите, на објектите за домување, со што ќе се намалат трошоците за затоплување на нашите домови, а истовремено ќе влијаеме позитивно во заштитата на животната средина и прочистување на амбиенталниот воздух. Истовремено се обврзуваме на бесплатен приклучок за газ за секој дом во еден 4-годишен мандат. Се обврзуваме на минимум 640 милиони евра поддршка за земјоделците во субвенции, се обврзуваме на редовен и навремен откуп. Да не се случува како минатата година, како што се случуваше овде во Ресен со преспанското, надалеку светско познатото ресенско преспанско јаболко, кога луѓето со пила ги сечаа крошните на јаболкниците. Да не ни се случува како што беше необрано житото во Пелагонија. Да не ни се случува да имаме незадоволни лозари, да имаме незадоволни луѓе кои што гледуваат сливи како во пијанеци малешевијата. Да не ни се случува праската и кајсијата да завршуваат во коритата на реките како што беше тоа во Росоман. Да не ни се случува доматите, крставиците, пиперките, зелките како што тоа е во Југоисточна Македонија да завршуваат необрани на нивите. Затоа се обврзуваме на редовна, навремена исплата на минимум 640 милиони евра субвенции во еден мандат и за гарантиран откуп и планиран откуп на земјоделските производи. Понатаму, се обврзуваме на минимум 4 милиарди евра домашни и странски инвестиции во еден мандат. Се обврзуваме дека ќе имаме најмалку еден универзитет меѓу првите 1000 кои што ќе биде на Шангајската ранг листа. За предприемачите и бизнисмените. Се обврзуваме на рамен данок од 8%, најнизок во Европа. 8% рамен данок. Најпрво 9% во 2021, а од 2022 година 8% данок. Се обврзуваме на политика за вработување на млад човек до 29 години, работодавачот да не плаќа данок за неговото вработување. Се обврзуваме на минимум придонеси на 6 просечни плати, а не како што е до сега. Се обврзуваме на заштита на националното достоинство и враќање на националната гордост. За Гоце Делчев не се преговара. Нема историска комисија која што ќе не натера да преговараме за великанот Гоце Делчев. За Гоце нема преговори, Гоце е Македонија. И се додека постои Македонија, Гоце ќе биде македонец. А ќе ве потсетам, Македонија е бесконечност и додека постои ВМРО ДПМН, ние ќе ја штитиме и браниме Македонија и ќе одбраниме. А секој оној кој што го негира правото на нашиот мајчин македонски јазик, треба да знае дека нема за милиметар да попуштиме од тоа наше право за кое што се изброиле нашите предци, кои што оставиле крв и коски за ова денеска што ние го живееме. За тоа нема преговори. Тоа е наш мајчин македонски јазик. Тој јазик се изучува на најмалку 160 универзитети во светот. Се обврзуваме на реформи во правосудството, и во обвинителството, и во судството. Да не ни се случуваат повеќе Луи Витон обвиненија и обвинителства. Да не ни се случуваат трас судски пресуди. Се обврзуваме на силна економија, а не онаа лажлива, божемска, каква што ја ветуваше
ова раководство на СДСМ и Зоран Заев. Сетете се на Facebook, сетете се на Google, сетете се на оној помалку шерецки кажан мистичен инвеститор во автомобилската индустрија, кој што потоа ни го откриваа новинарите блиски до власта, па велеа тоа е Volkswagen. Ниту Facebook дојде, ниту Volkswagen, ниту Google дојде. Но затоа не прогласија за хибриден режим. Но затоа на скалата на Транспарентност Интернационал Македонија е на 106-то место. Се обврзуваме дека во еден мандат Македонија ќе биде во првата третина на скалата на Транспарентност Интернационал. Правда без исклучок, без разлика кој се огрешил пред законите. Дали тоа бил ВМРО ДПМНЕ, дали тоа бил СДСМ, дали бил ДУИ, дали бил Алијанса на албанците или некој друг политички определен и неопределен. Правдата мора да владее и мора секој да ги почитува законите и уставот. Имаме основано сомневање, имаме всушност основани сомневања дека изминативе 3 години пандемија на ова раководство на СДСМ предводено од Зоран Заев има многу неправда, има многу криминал, има многу корупција, многу прекршување на законите. Стојам овде и ве гледам во очи. Онам каде што има и најмала индиција за сторен криминал, јас ви ветувам дека правдата најпрвен ќе затропа кај тие кои што го сториле тој криминал. Нека бидат свесни сите оние кои што 3 години токсично се богатеа на маката на овој народ, дека после 15 јули правдата ќе затропа најпрви на нивните врати. Јас им го ветувам тоа. Нека снимаат, нека лепат и нека сечат. Ние не им се плашиме. Народот е разбуден. Народот е исправен. Нема веќе народ со свитка на кичма, како што велеше Зоран Заев во 2008 година. Јас сум свесен дека сега го поминуваме можеби најчудниот изборен процес со сите овие здравствени предизвици што се пред нас. Ги молевме, на тие лидерски средби ги молев, немојте да го правите ова. Ајде најпрвин да го победиме вирусот, па потоа ќе одиме на избори. Тие плаќаа текстови, велејки дека сме се плашеле. Сега е моментот на 15 јули. Сите заедно масовно да излеземе, горди, достоинствени уште рано наутро и да ја поддржиме листата предводена од маестро Дурловски, да ја поддржиме победничката листа на коалицијата за обнова на Македонија, да го заокружиме бројот 14 и да ја спасиме оваа наша Македонија, напатена вековна. Потоа да ги засукаме ракавите и истата оваа да ја обновиме. Заедно да го сунуваме сонот за богата, правна, полна со млади луѓе, со надеж, со визија, како да работат тука, дома, во своите огништа, како тука да заработат. Почитувана надвор, а респектирана дома и сакана дома. Тоа е нашиот сон. Затоа, почитувани ресенчани, драги сограѓани, изборот е јасен. Никогаш не било поедноставно. Имаме една големина, светска, која што безвоздишки ги оставал и во Германија настапувајќи, и во Франција, и во Италија, секаде во светот. Луѓето кои што му аплаудирале со минути, со часови, а тој настапувал секогаш под нашето македонско знаме. Имаме светска големина кој што својот патриотизам и љубов кон татковината го докажал и покажал. Не само дома, туку и надвор. Сакан дома, почитува надвор. И од другата страна, како опција, имаме транзиционен политичар кој што го гледаме од 93-та година, како ја ведне кичмата за пусти пари и пуста власт. Ајде на 15 јули да им покажеме каква иднина сакаме да гледаме.
Доста беше понижувања, доста беше венење кичма, доста беше криминал и корупција. Ајде да ја осонуваме и обновиме онаа Македонија за која што се бореле нашите предци. Тоа е нашиот сон. Тоа е сонот на таа моја генерација. Секогаш кога ќе заврши по една дипломска, каде што дипломецот ми вели: професоре, јас следната недела заминувам од дома, заминувам од тука, како еден голем дел од мене да се двои. Знаете, сепак тие 4 години поминати заедно на клупите во универзитетот, некако се поврзувате со тие млади луѓе, со тие млади деца. А не мокни сте. Не мокни сте затоа што во моментот ги немате можностите, ги немате алатките за да помогнете. Затоа ни е потребен овој 15 јули и вашата масовна поддршка. За да покажеме и докажеме дека не се сите исти. За да покажеме и докажеме дека може поинаку. За да покажеме дека тоа што сме го ветиле во проектот обнова може да се реализира. Затоа кренете ја главата високо и седнете, разговарајте со секој во Ресен. Слободно, немојте да се срамите. Нема да дозволам да после 4 години, кога повторно ќе се појавите, некој да ви каже: вие го ветивте тоа, не го исполнивте. Не! Ке бидете и тогаш со високо крената глава, горди затоа што сето она што денеска ќе го ветите, владата на ВМРО ДПМН, владата на коалицијата за обнова на Македонија ќе го реализира. И за тоа се обврзавме во проектот обнова. Кога ќе ви кажат дека нешто не може, тоа треба да ве мотивира. Тоа треба да не направи посилни, затоа што македонецот доста се чувствуваше во својата држава граѓанин од втор ред. Кога е најтешко, тогаш ние се обединуваме и сплотуваме и сите еден до еден, рамо до рамо, излегуваме и ја победуваме таа битка. Ајде заедно да ја победиме битката на 15 јули. Ова е битката одлучувачка и решавачка за нашата Македонија. Сосема на крај. Сакам од срце да ви посакам добро здравје. Да бидеме сите ние внимателни. И дождот денеска што паѓа е берикет. И тој си го кажува резултатот што ќе биде на 15 јулија. Тој ќе биде победнички, убедливо победнички за рекордниот број 14 и листата предводена од Игор Дурловски. Ресен е поврзан и со организацијата, но и со новото современо ВМРО ДПМН. Затоа, драги ресенчани, ви благодарам да ни е вековито и вечно ВМРО ДПМН, да ни е вечен и вековит Ресен, богат, берикетен и нормално да ни е вечна и вековита нашата Македонија. Ви благодарам од срце.